Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Нова жртва на западнонилската треска во земјава. Почина 73 годишен пациент од Долно Лисиче. Тој е петтата жртва од почетокот на епидемијата на вирусот во градов. 73 годишен жител на Долно Лисиче почина од компликации од западнонилска треска на инфективна. Ова е петти смртен случај за 2 недели од вирусната инфекција која ја пренесуваат комарци и птици. Починатиот, како што информираше директорот на клиниката, имал и други придружни заболувања. Пациентот е на клиниката вкупно 22 дена. Од почеток на прием беше во изразито тешка состојба и беше сместен во одделот за интензивно лекување и беше на респираторна поддршка, тоест на меаничка вентилација. На инфективната клиника речиси секојдневно примаат пациенти сомнителни на западнонилска треска. Во моментот на болничко лекување има 21 пациент, кај 18 инфекцијата е лабораториски потврдена. Сите се од Скопје, а вирусот им предизвикал воспаление на мозокот и мозочната обвивка. Најмладата хоспитализирана е на 25 годишна возраст, а 4 повозрастни се на интензивна нега. Кај сите овие пациенти кои се хоспитализираат кај нас, имаме потврдена акутна воспаление на мозок и мозочни обвивки. Дали се работи за помлад или за постар, кај сите овие пациенти што се хоспитализирани на клиниката е потврдена таа невроинвазивна форма, што го нарекуваме медицински, но помладите пациенти нормално и со дотекот според сите студии, според сите статистики досегашни кај нас, од нашето искуство, па и во светот, е дека полесно ја поминуваат болеста. До сега 19 пациенти со западнонилска треска кои биле хоспитализирани на инфективна се излекувани и пуштени се дома. Според последните податоци од Скопскиот центар за јавно здравје, до сега се регистрирани 43 случаи. Властите мапираат 34 ризични места за ширење на западнонилскиот вирус, претежно канали за наводнување во приградските населени места и за деновиве најавија теренско прскање против комарци. Александар Динев, Сител телевизија. Нови пожари букнуваа во земјава во текот на денешниот ден. Најсериозен е тој во Струмичко, кај селата Баница и Водоча, што се спушти до куќите. Но критично и на други места. Пожарот кој што изби во непосредна близина на село Баница и Водоча, односно веднаш до Струмица, ги загрози дури првите куќи од Струмица, сопрене како што може да се забележи на неколку метра од самите куќи, благодарение на брзата интервенција на храбрите струмички пожарникари со поддршка на пожарникарите од Валандово и Радовиш. Пожарот за жал е се уште активен, од спротива во полето се надевам дека нема да се прошири кон другите села. Вториот тежок пожар е на територијата на општина Прилеп, некаде спроти гробиштата, над гробиштата, кој што ги загрози викендиците, односно викенда селата непосредно во близина на гробиштата. Сега тој е ставен под целосна контрола. Понатаму тешки пожари имаме и на територијата на општина Желино, односно пожарот кој што е некаде спроти областа Карпала, кој што гори високо во планината, но може да загрози неколку викендици, земјоделски површини, таму се наоѓаат тетовските пожарникари. Тежок пожар имаме и на територијата на општина Маврово и Ростуше, кој што е активен во текот на вчерашниот ден, доцните попладневи часови, но и сега. За жал, нашите апели не врдуваат со плод, а високите температури кои што се блиску 40 степен, ветрот еве кој што овде дува со засилено темпо и го менува правецот, но кој што дува генерално на сите места каде што имаме пожари, дополнително го отежнува гасењето на овие пожари. Од почетокот на функционирањето на системот Безбеден град евидентирани се 310.865 прекршоци, од кои 301.835 за брзо возење. 180.378 се за возила со странски регистарски ознаки, соопшти денеска Министерството за внатрешни работи.
Министерството за внатрешни работи ја известува јавноста дека во периодот од 2 февруари до 20 август оваа година во системот Безбеден град евидентирани се вкупно 310.865 прекршоци, од кои најголем дел се однесуваат за управување на возило со брзина поголема од дозволената 301.835 прекршоци. Во однос на прекршоците сторени од возила со странски регистарски ознаки во периодот од отпочнувањето на функционирање на системот Безбеден град, регистрирани се вкупно 180.378 прекршоци, додека во периодот од 19 до 20 август оваа година регистрирани се 5.514 прекршоци од возила со странски регистарски ознаки. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесеме за побезбедни патишта. Предвремените парламентарни избори се враќаат на политичката сцена. Сите опозицијски партии освен СДСМ бараат избори веднаш. Лидерот на СДСМ изјави дека нема да бидат алиби на власта за предвремено изборно соочување. Од владачката партија пак повторија, штом опозицијата побара избори, истите ќе ги добие и ќе биде победена. Најголемиот дел од опозицијските партии, освен СДСМ, прифаќаат веднаш да се одржат предвремени парламентарни избори. Власта вели дека е подготвена за избори доколку побара опозицијата, која според нив ќе биде повторно поразена. Нам, граѓаните ни дадоа мандат од 4 години за да реализираме реформи и проекти и наша цел е да одиме на редовни избори во 2028 колку што трае мандатот, но доколку опозицијата побара предвремени избори, нема да бегаме од истите, туку напротив, ќе ги прифатиме и ќе ги поразиме. А оние кои се најгласни за тоа дека довербата на граѓаните кон ВМРО-ДПМН опаѓа, а тоа е Социјалдемократскиот сојуз, тие бегаат од избори како ѓавол од темјан. Левица е подготвена веднаш за избори, вели пратеникот Амар Мециновиќ за Сител. Животот во државата не напредува во ниту еден поглед. Напротив, само се уназадува. Очекуваат голема поддршка и сериозен резултат доколку се одржат избори, особено во Скопје и урбаните средини. Левица прифаќа идејата на премиерот за предвремени парламентарни избори и повикуваме за одржување на предвремени парламентарни избори, затоа што сметаме дека моментално како политичка опција сме единствени кои можеме да ги мобилизираме и да подадеме рака на сите елементи во општеството кои сметаат дека е време да почнеме да создаваме општество кое е поинаку замислено од ова што може ВМРО-ДПМН и сите политички сили кои достига владееле да ни го пружат. Очекувањето на левица се следни, ние сметаме дека веќе ширум целата територија на Република Македонија имаме консолидирани гласови во изминатите 5 години, не очекуваме никакви негативни осцилации, напротив позитивни осцилации и дека во Скопје трендот кој го забележавме на локални избори ќе продолжи. СДСМ веќе финализира програма која ќе биде објавена следниот месец. Меѓутоа, лидерот на партијата Венко Филипче во тема на денот вели дека нема да биде алиби за да се одржат предвремени избори кои се бараат само кога ќе снима средства во државната каса. Но ние сме подготвени за изборите кога и да се случат. Единствен кој што бега сега во овој момент од изборите и кој што е вистински уплашен од изборите е Христијан Мицкоски. Зошто? Поради тоа што му паѓа рейтингот, затоа што не испорачува резултати никаде. Затоа што не испорачува ништо во делот на економијата, во делот на стандардот на граѓаните. Што е суштината? Кога ќе има избори, треба граѓаните да знаат. Тоа што ќе снема пари во буџетот за да ги троша на своите партиски тендери. Ништо друго. Ние нема бидеме алиби. Во албанскиот политички блок Бдуи бара избори и ги обвини политичките опоненти и владини коалициони партнери вреди дека никогаш ја немале довербата на албанците и ги повика да прифатат да се оди на избори. Од вреди пак, без да дадат конкретен одговор дали се подготвени за изборен процес, го обвини Ахмети дека нема легитимитет кај албанците по поразот на локалните избори, за кој не презел политичка одговорност. Тамара Дичевска, Сител телевизија. По 5 години и голем број на докази, а Бази го заштити Филипче со чување на предметот и доказите во фиоките на обвинителките Вилма Русковски и Елизабета Јосифовска од ЦЈО и денеска обвинија од ВМРО-ДПМН. Од партијата наведуваат зошто Филипче треба да одговара за модуларните болници, а Бази директно го заштити. Артан Етеми, поранешниот економски директор на Тетовската болница, кој беше осуден на 1,5 година затвор за случајот со модуларната болница, до последен момент одбивал да ја прими и да ја пушти во употреба модуларната болница. Да подсетиме, болниците кои биле набавени и поставени како стоки
кои во ниту еден случај не може да бидат користени како објекти за здравствена дејност, биле направени според техничка спецификација на лице поставено од Венко Филипче. Зошто повторно го споменуваме ова? Затоа што повеќето директори на болници низ цела Македонија се противеле на поставувањето на модуларни болници, бидејќи немало приклучоци, немало надзор, немале средства за да платат приклучоци, да ангажираат фирми и така натаму. Сепак, со одлука на Министерството за здравство и тогашниот министер Венко Филипче, модуларните болници се пуштаат во употреба. Клучен факт е дека во моментот на критичниот настан модуларната болница во Тетово нема одобрение ниту за поставување, ниту за употреба од Министерството за здравство. Лидерот на СДСМ пак од Кавадаричко ја обвини владата дека и оваа година продолжува со суров и нечовечен однос кон лозарите кои среде берба се соочуваат со понижувачки откупни цени и огромен раст на трошоците за производство. Итно да се зголемат откупните цени и во таа насока ќе дадеме предлог закон во собранието, со кој закон откупната цена на сите сорти на винско и трпезно грозје ќе се зголеми за 5 денари по килограм. Понатаму, да се укине попустот од 8% кој што винарите го нудат како предуслов да го платат веднаш целата количина на грозје кое што ќе ја откупат. И трето, да се донесе интервентна мерка, затоа што има најави дека не целото црно грозје ќе биде откупено, целото црно грозје кое што ќе им остане на лозарите да биде откупено од страна на државата. А сушата предизвика сериозни штети на земјоделието во Струмичко. Екстремно високите температури и долгиот сушен период сериозно се одразуваат врз земјоделското производство. За да ги спасат посевите, земјоделците се принудени почесто да ги наводнуваат, со што значително им се зголемуваат производствените трошоци. Тие се жалат дека и покрај високиот квалитет на родот, годинава ќе претрпат значителни загуби, пред се поради ниските откупни цени и високите давачки. Ќе вадиш на секој трети, четврти ден, за да не изгоре чушките, и па има изгорени чушки. Никој не напита на 50 степена како ние одеме да работиме, а после кога е цената 15-20 динара, никој не иде. Преку 3 дена се баде, секој трети ден, на четврти обавезно ќе идеш, иначе требаше го гледат, се ќе изгоре. Се ќе ѓубре се ставува, трошок голем. Најлово се купува, се содара. И за трошок се не говори многу, ептен многу. Ако не дадеш, нема ништо да земаш. Како го заштитувате сега производството? Сагеша многу топло, узгоре заштително, јали сум мрежа, јали сум вар. Прска ми вар узгоре. Дел од земјоделските површини во Струмичко се наводнуваат со моторни пумпи од бушотини, а дел од акумулациите. Од водостопанското предпријатие Струмичко поле вела дека вода ќе има до крајот на сезоната. Таа се испорачува согласно договорената динамика и тоа од сите 6 акумулации. Состојбата со акумулациите моментално е добро. Брана Турија и Водоча се на високо ниво. Имаме на Брана Турија околу 30 милиона метри кубни вода, а Водоча околу 13 милиони метри кубни вода. Наводнувањето тече безпрекано добро. Вршиме испорака на вода од сите 6 акумулации. На Брана Турија имаме секојдневно вода, во кои ноќните часови ја го намалуваме капацитетот на вода за заштита на водните ресурси што се во акумулацијата. Брана Водоча пуштаме само 4 дена во неделата. Само од акумулациите во Струмичкиот регион се наводнуваат околу 1400 хектари земјоделски површини. Во моментов најголемиот дел од водата се користи за посевите со пиперката ајварка. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.